6 милиони денари медицински персонал, опрема, лекови, шатори, душеци, кебиња, грејни тела ќе се испратат во Турција како помош за настраданите во катастрофалниот земјотрес, што ја погоди земјата со човечки загуби, повредени граѓани и материјални штети. Владата одржа итна седница на која ги задолжи Министерствата за надворешни и внатрешни работи, одбрана, здравство, финансии и Дирекцијата за заштита и спасување да ги спроведат мерките за помош. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и до владата да испрати одлука за одобрување на средства во износ од 6 милиони денари за помош на настраданите во катастрофалниот земјотрес. Се задолжуваат Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи во координација со Министерот за внатрешни работи, итно да подготват и до владата да достават соодветна одлука за испраќање на сили, тимови за заштита и спасување, кои што ќе се вклучат во погодените подрачја. Министерството за одбрана треба да обезбеди соодветна помош во персонал и опрема во вид на механизација, а Министерството за здравство да испрати лекари и друг медицински персонал. Владата препорача во акцијата за помош на настраданите да се вклучи и Црвениот крст. Во санирањето на последиците од земјотресот се испраќаат вкупно 24 лица припадници на Министерството за одбрана, Армија на Македонија, од кои 22 од Баталјонот за специјални сили и 2 лица водачи на службени куќиња со 2 куќиња од Командата за обука и доктрини на Министерството за одбрана. Македонските државјани кои се во погодените подрачја се наоѓаат на безбедни локации, но почесниот конзулат, според информацијата од Министерството за надворешни работи, има подготвено планови за сместување, брза медицинска помош и поддршка со храна и пијалоци за наши државјани доколку за тоа се појави потреба.